Тепачот Курто Дудуш доби само опомена. Тој призна како тепал Демир Исмаил, но не доби никаква казна. Судот му изрече судска опомена. Градоначалникот на Шуто Оризари и денеска повторно реши да ги избегне медиумите, но кратко говореше пред судијата Ѓоко Ристов, велејќи дека се кае за стореното. Жал ми е за стореното се случи во афект. Јас со Демо сме долги години другари, меѓутоа се случи. Тоа е, му се извинувам. Оштетениот Демир Исмаил, кој е председател на Европската ромска диаспора АСВА, изјави дека е задоволен што Дудуш го призна делото. Најави дека преку граѓанска парница ќе бара финансиска оштета, а парите ќе ги даде во хуманитарни цели. Јас сум предоволен на чистото. Понекој пат треба да се опрости ова, нека му е за памет. Се договоривме, ќе има оштета. Целата оштета ќе оди за децата кои се бездомни, кои се без родители во цела Македонија. Ќе треба и он да е хуманитарен, да даде што повеќе оштета. Таа оштета не е за мене, не ја сакам таа оштета. Дудуш не беше осуден, можеби ќе плати парична казна откако призна дека тепал човек, но се поставува прашањето дали после денешниот ден тој треба да продолжи да извршува функцијата градоначалник. Алфа праша во СДСМ дали ќе побара од својот член да поднесе оставка од функцијата и дали лице кое тепало човек е достоен да биде шеф на една општина, но од таму се уште молчат. Единствена партијата на оваа тема проговори претеничката Снежана Калеска Ванчева, таа кратко порача Дудуш да постапел како чувствувал. Од опозицијата пак велат дека денешната опомена за Дудуш е доказ дека власта преку судството си ги штити своите функционери. Од ВМРО ДПМН не веруваат дека СДСМ ќе побара Дудуш да си поднесе оставка. Што треба да направи функционер на СДСМ за да биде казнет? СДСМ те тепа, а судството на Заев ги ослободува насилниците како Дудуш. Тоа се тие европски вредности за СДСМ. Да подсетиме дека насилникот, градоначалникот на Шуто Оризари Курто Дудуш, во неколку наврати напаѓа и тепа граѓани, но тоа не е доволно судот да го осуди за кривично дело, туку само му дава опомени. Помалку и чудно е што наместо казна Дудуш доби само судска опомена, бидејќи ова не е единствен физички напад во кој учествувал градоначалникот на Шуто Оризари. Во аудио снимка која беше објавена пред неколку месеци, се слуша како Дудуш лишува од слобода, тепа и измачува човек во неговиот кабинет.